Новиот закон за кривична постапка дополнително ќе ја зголеми ефикасноста на институциите при откривањето и сузбивањето на организираниот криминал од разни облици. Напуштањето на судската истрага во претходната постапка и новите односи помеѓу јавното обвинителство и полицијата се клучните измени во новиот закон за кој денес се дискутираше на тркалезната маса односите на јавното обвинителство и полицијата. Должностите на правосудната полиција согласно новиот закон за кривична постапка ги вршат организацијските единици во МВР, финансиската полиција и царинската управа, припадниците на правосудната полиција во истражните центри на јавното обвинителство, со што преку модернизирањето на постапката се овозможува зајакнување на ефикасноста на кривично-правниот систем. Целта на реформата, чија што можеби најкрупна промена е напуштањето на досегашната судска истрага, е полицијата на самиот почеток на кривичната постапка да се стави во функција на јавниот обвинител. Меѓутоа сакам да нагласам дека новиот систем е многу повеќе од едноставна замена на судската истрага со обвинителската. Имено полициската и обвинителската истрага во новиот систем се надополнуваат и се фузионираат, судската истрага практично се прескокнува, а не се заменува со некаква нова обвинителска истрага. Односите кои ќе се воспостават меѓу полицијата и јавните обвинители, според министерот за правда, нема да значи губење на автономијата во полициското постапување, туку напротив, од голема важност е и понатаму да се вложува и покрај добрата подготвеност на обвинителите во реалните капацитети, кадровски, технички и просторни. Промената на структурата на кривичната постапка беше водена и од потребите за модернизација на кривичното правосудство и негова компатибилност со европските законодавства, забрзување на постапката и организацијско и функционално јакнење на јавното обвинителство. Состојбите на овој план целосно ќе се подобрат и преку вложување на дополнителни средства за спроведување на потребните обуки за сите субјекти во една кривична постапка, но и за изнаоѓање материјални средства за нови вработувања, вложување во нова технологија, особено во поглед на опремата потребна за испитување на обвинетите и снимање на главните расправи.